Почитувани гледачи, трет блок отворено студио 1. Јас сум Антонио Крстевски, а до мене во студиото се Весна Илиевска-Утевска и Весна Матевска од Хера. Добар ден, добре дојдовте во отворено студио 1. Добре најдовме. Тема односно на Европска недела за превенција од ХИВ, која што исто така се спроведува во Македонија со низа активности, но за тоа повеќе ќе разговараме со нашите гостинки. Весна, Европска недела за превенција од ХИВ. Таа се спроведува, односно има активности насекаде, низ светот, во Европа, па и во Македонија. До каде е ова приказна во нашата држава? Оваа година по шести пат всушност Хера зема учество во Европската недела за тестирање, која што не е само всушност недела на тестирање за ХИВ овој пат, туку тоа што е новина, овој пат исто така повикуваме и на тестирање за останатите сексуално преносливи инфекции, од кои што ХИВ е всушност само дел од нив. При оваа иницијатива над 600 организации од над 50 европски земји земаат учество со различни активности во своите земји се со иста цел, да се подигне свесноста за важноста од придобивките од ХИВ тестирањето во случајов кога е за ХИВ и за сексуално преносливите инфекции исто така. Важно е што повеќе луѓе да си го дознаат својот ХИВ статус и доколку е потребно да се преземе грижа и поддршка за лицата што доколку се со позитивен статус. Ги споменавте тестирањата, тестовите, бесплатното тестирање за да си го дознаат ХИВ статусот. Каков е одзивот до сега? Може ли да се презентира бројка и каде всушност се врши тоа тестирање, каде некој кој што е заинтересиран може да се обрати? Значи, генерално ХИВ тестирањата и тестирањата за сексуално преносливи инфекции се во рамки на младинските центри на Хера, сакам да знам. Едниот се наоѓа во амбулантата Водно, а вториот е во амбулантата во Шуто Оризари. Подоцна ќе ги кажеме и контакт телефоните на кои што сите заинтересирани би можело дополнително да се јават, да добијат дополнителни информации и секако да го закажат терминот во кој што би можеле да дојдат да направат SPI тестирање или пак ХИВ тестирање. Каков е одзивот? Во моментот не можеме се уште да кажеме, заради тоа што реално Европската недела трае од периодот од петокот до овој петок. Факт е дека голем дел од заинтересираните се јавуваат и го закажуваат својот термин во овој период, меѓутоа веруваме дека истото ќе продолжи и понатаму. Младинските центри ги нудат тестирањата за хламидија, гонореја, сифилис. Истите може да се направат, значи сега е фокусот ставен на оваа Европска недела, меѓутоа истите може да се направат и да ги добијат сите заинтересирани бесплатно и во периодот после Европската недела. Младинските центри работат од понеделник до петок. Закажувањето е од 11 до 18 часот. Младинскиот центар, сакам да знам, Водно. На телефон може да се јават 3176 950 или пак во Шуто Оризари на 2651 955. Така да, затоа не можеме да кажеме конкретни бројки, меѓутоа апелираме за сите заинтересирани да се јават, да си закажат термин, истите се доверливи, бесплатни и, како што кажав, освен оваа недела продолжуваат и во текот на целата година. Да. Другите преносливи, сексуално преносливи болести не се толку табу тема во Македонија како што е ХИВ. Доста се направи во минатите неколку години дебатата да се крене на едно повисоко ниво. Доста битни луѓе како од власта, така и од општествениот живот учествува во овие дебати. Дали сепак на крајот вродија со плод напорите да се едноставно да се крене на едно повисоко ниво дебатата за ХИВ и да не биде толку табу тема во Македонија?
Сервисите за ХИВ тестирање на HERA, заедно со партнерските организации од 15 вкупно организации граѓански други во 11 градови низ државата, функционираат веќе 12 на години, така што тоа си е нешто што тече. Да, со тоа што ние постојано повикуваме на тоа да биде тестирањето што помасовно, што повеќе луѓе се тестираат, толку повеќе луѓе ќе си го дознаат својот ХИВ статус. И затоа е направено тоа да биде што подостапно тестирањето. Затоа е доверливо, нема потреба никој да се идентификува кога доаѓа да се тестира, ниту да има здравствено осигурување. Тестирањето се врши под шифра, бесплатно. Исто така резултатите се добиваат многу брзо, за 30 на минути. Тоа се оние позитивности кои што се така осмислени да го направат тестирањето што подостапно до сите граѓани, всушност. Сега не знам кој може да ми одговори на прашањето, меѓутоа дали што вели статистиката во Македонија, дали расте бројот на заболени со ХИВ, колку заболени лица има? Не би можеле да кажеме дали е пораст на самите лица што се инфицирани со ХИВ или пак се само лицата што веќе имале ХИВ па се откриени во последните години, но да, покачена е бројката на ново диагностицирани случаи за ХИВ. Се проценува дека во моментов има околу 400 лица што живеат со ХИВ во нашата земја, но тоа што е навистина да се замислиме и да не предизвикува на акција е што околу 45% од нив не си го знаат својот ХИВ статус, односно не знаат дека се ХИВ позитивни. Сега, тоа што е важно денес да се знае е дека медицината на вистина има многу напреднато и не е она што беше порано ХИВ. Денес со ХИВ се живее, само е потребно да се зема секојдневно терапија, антиретровирусна која што се нарекува. Таа терапија од 2005 година наваму е достапна и бесплатна за сите лица што живеат со ХИВ и во нашата земја. И всушност, после 3 до 6 месеци од примањето редовно на оваа терапија, има многу истражувања што докажуваат дека самото ниво на вирусот во крвта се спушта до ниво да не е повеќе детектибилно со крвна анализа. А откако не е детектибилно, всушност самото лице престанува да биде преносник на вирусот. Така што не може да се пренесе вирусот ниту по сексуален пат и незаштитен доколку е сексуалниот однос. Исто така интересно е што ХИВ позитивна мајка може да роди здраво бебе, ХИВ негативно бебе. Веќе има 2 такви примери во нашата земја, така што е тоа нешто што е веќе вообичаено. Го споменавте лекувањето и дека всушност доста позитивно делува, меѓутоа што велат европските па и светските искуства на оваа тема? Тоа се искуства кои што доаѓаат од светот кај нас. Ние можеби малку каскаме зад нив затоа што освен овие медицински достигнувања што кај нас се присутни, во светот исто така постојат и ПЕП и ПРЕП, значи предекспозициона профилакса и постекспозициона профилакса, што би значило дека се пристапни лекови за спречување на вирусот кога лицето ќе се најде во ризик. Значи овие што се ПРЕП се користат пред да се дојде до ризик, а ПЕП се користи кога откако лицето било изложено на ризик. Со ваквите методи заканата од ХИВ веќе со текот на годините станува се помала и помала. Со самото тоа што веќе е пристапна антиретровирусната терапија, лицата со ХИВ можат да живеат долго и квалитетно како било кој друг. Тури има и некои студии што докажуваат всушност дека лицата со ХИВ можат да имаат и подолг животен век од останатите заради честите здравствени прегледи што ги преземаат, за разлика од просечно луѓето што и не си го проверуваат здравието баш толку многу. Весна,
Во околу 2000-та година, кога беше формирана ХЕРА, во фокусот беше превенција од ХИВ и поддршка на лицата кои живеат со ХИВ, меѓутоа подоцна се промовираше и концептот на сексуално и репродуктивно здравје. Спомена дека не само оваа недела, туку во текот на целата година треба да се извршуваат прегледи поврзани со оваа тематика. Меѓутоа, уште една тема која што доста ја застапува ХЕРА е и сексуалното образование. Па, ајде да позборуваме малку и за тоа. Така, значи, првично само мала корекција по однос на оно што го кажавте, дека СПИ инфекциите се прифатливи во нашата земја и многу повеќе сме свесни. Апсолутно оваа европска недела, која што дополнително, освен тоа што се однесува на ХИВ, е посветена и на сексуално преносливи инфекции, укажува на тоа дека не само кај нас, туку и во другите земји луѓето не се така свесни, не така често прават прегледи и обрнуваат внимание од аспект на сексуално преносливите инфекции. Во насока на сексуалното образование, ХЕРА, значи, подолг период се залага, се застапува, лобира за воведување на сексуално образование во образовниот процес. И во моментот секако се уште работиме на таа тема. Министерството за образование, Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика со своји активности дополнително даваат поддршка и секако Бирото за развој на образованието. Така да сметаме дека сексуалното образование е клучот за едно здраво општество во кое што би се работело на надминување на предрасуди, дискриминација, поголема родова еднаквост и секако поголема информираност и знаење од аспект на сексуално преносливи инфекции ХИВ. Концептот за кој што ние се залагаме како организација е сеопфатно сексуално образование, што значи, како што кажав, меѓу другото, освен медицинските аспекти сексуално преносливите инфекции и ХИВ темата, значајно е да зборуваме и за различности, значајно е да зборуваме и за родова еднаквост, значајно е да зборуваме и за дискриминација. Сеопфатното сексуално образование влијае на тоа да младината навремено се информира и да може да се превенираат и малолетнички бракови, и малолетнички бременности и да има една поздрава нација. Така колку е во целата оваа приказна битна соработката меѓуинституционална? Самата соработка е многу битна, исклучиво битна, затоа што целиот процес ги опфаќа сите овие институции кои што веќе ги напоменав. Ако сакаме да зборуваме за концепт кој што ќе опфати едукација, информација на сите нивоа, почнувајќи, значи, уште од образованието, па ја би рекла и порано од самите градинки, одредени концепти може да се пласираат. Ќе имаме голем напредок, верувам дека во однос на сите овие теми кои што сега ги споменав. Меѓу другото, ќе се вратам повторно на младинските центри. Како организација, уште 2005 и 2006 година, ги отворивме, ги воведовме младинските центри, сакам да знам, кои што во овој момент се со поддршка на превентивната програма од Министерството за здравство, што укажува на тоа дека има желба за соработка и одржливост на она кое што веќе е креирано и кое што е во насока на информирање на младите. Младинските центри се пред се наменати за младите, за информирање и едуцирање на младите, за добивање на услуги, меѓу другото и гинеколошки прегледи, дерматовенеролошки прегледи. Значи, еден концепт на сеопфатност, како и самото сеопфатно сексуално образование, така и концептот на младинските центри е сеопфатен, кој што значи дополнително едукација на младите, на маргинализираните заедници и генерално на целото општество. Сите оние кои што се заинтересирани секако нема да бидат вратени за да ги добијат потребните информации и прегледи. Апелирам, Тоа ми е мотивирам последното прашање, бидејќи веќе имаме уште минутка-две. Кои се вашите апели до заинтересирани? Така, значи, како што кажав, апелирам и мотивирам да ги посетите младинските центри, сакам да знам. Нема опција на друго место да добиете квалитетна, бесплатна и доверлива услуга како што се младинските центри. За жал, единствени сме, веруваме дека ќе имаме и други по нашиот пример. Меѓутоа, во овој момент дојдете во, сакам да знам, гинеколошки прегледи, дерматолошки прегледи, SPI тестирање, ХИВ тестирање, тоа е концептот кој што освен оваа недела го промовираме и го работиме во текот на целата година. Од понеделник до петок сме тука за сите кои што се заинтересирани. Утевска. Јас би сакала да додадам уште дека многу е важно навременото тестирање за ХИВ. Значи, доколку се дојде навреме, после
изложувањето на ризик и доколку се тестираат и си го дознаат својот статус, има шанси тоа како да се направи и да се живее квалитетно понатаму. За оние што во денешно време и кај нас најефикасна и најдостапна заштита од ХИВ е користењето на кондом при сексуален однос, особено доколку е во комбинација со лубрикант користен. Но доколку од X причини се дојде во ризик, повикуваме и апелираме за 3 до 6 месеци после моментот на ризик да се дојде во младинските центри Сакам да знам на ХЕРА и да се изврши ХИВ тестирање. Ви благодарам за гостувањето и се надевам дека гледачите и јавноста ќе ги послушаат вашите апели. Благодарам уште еднаш. Ви благодариме на поканата. Почитувани гледачи, тука правиме една кратка пауза, се враќаме за неколку минути заедно со колегата од спортската редакција Слаген Ивковиќ. Останете на програмата на 1 ТВ.